За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење празнична солена торта, како главно јадење јагнешко на кралски начин, за десерт смоква торта. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Веќе е во продажба. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите празнична солена торта. Јајцата ги кршиме и ги ставаме во поголем длабок сад. Ги матиме јајцата со миксер. Посолуваме. Мешајки со лажица во садот го додаваме брашното. Тавата за печење ја обложуваме со хартија. Во тавата го истураме тестото за тортата. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Коренот од целер го сечкаме на парчиња. Парчињата целер ги додаваме во тенџере со вода на оган. Во садот со желатин додаваме вода. Мешаме со жица за матење. Во поголем длабок сад го ставаме путерот. Го матиме путерот со миксер. Посолуваме. На ситната страна од рендето во садот го рендаме сирењето. Повторно матиме со миксер. Чаденото свинско месо го сечкаме на коцки. Исечканото месо го додаваме во длабокиот сад. Мешаме со лажица. Тенџерето со коренот од целер го тргаме од оган. Со лажица решетка парчињата корен од целер ги вадиме од тенџерето. Мешајки со жица за матење, во тенџерето ги додаваме размешаниот желатин и кетчапот. Го враќаме тенџерето на оган.
Тавата ја вадиме од рерна, кората ја превртуваме на даската за сечење, ја отстрануваме хартијата. Младите кромитчиња многу ситно ги сечкаме. Исечканиот кромит го додаваме во садот со урне без салата. Мешаме со лажица. Со нож кората ја сечеме на 3 еднакви дела. Првиот дел го филуваме со филот од урне без салата и млад кромит. Врз филот ја ставаме втората кора. Ја филуваме со филот од чадено свинско месо и сирење. Врз овој фил ја ставаме третата кора. Ја оставаме тортата да се излади. Во правоаголен калап ја ставаме половината од содржината од тенџерето. Оставаме да се излади. Стегнатиот желатин со целер и кетчуп со алатка го вадиме од калапот. Желатинот го ставаме врз тортата. На едно претходно сварено јајце му ги одделуваме белката од жолчката. На ситната страна од рендето ја рендаме белката. Изренданата белка ја нанесуваме по средината на ролатот. Врз белката украсуваме со гранчиња француски макдонос. Еден домат го сечкаме на тенки полукругови. Со полукруговите домат ја украсуваме чинијата за сервирање. Откако ќе се стегне, празничната солена торта ја сечеме на парчиња со широчина од 3 см. 4 парчиња торта ставаме на чинијата за сервирање. Потребно време за подготовка на ова предјадење е 60 на минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленика во жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Јајцата изматете ги со миксер, мешајте го брашното и испечете кора. Од изматен путер, изрендано сирење и сечкано чадено месо, измешете една, а од урне без салатата и сечканиот млад кромит друга салата. Кората исечете ја на 3 ленти. Првата премачкајте ја со урне без салата со млад кромит, втората со салата со сирење и чадено месо. Прекрите со третата кора. Нанесете желатин со кетчуп и со вкусна целер. Декорирајте ја тортата. Откако ќе се стегне, исечете ја на парчиња и сервирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите јагнешко на кралски начин. Прво јагнешкото месо го сечеме на поголеми парчиња. Месото го редиме на даската за сечење и го посолуваме од двете страни. Потоа месото и го нарусуваме со мелен црн пипер. Во тава за пржење на оган ставаме масло за јадење да се загрее. На загреаното масло го ставаме месото да се пржи. Во меѓувреме морковите ги сечкаме на парчиња кои ги оставаме во една чигија. Компирите па ги сечкаме на покрупни парчиња. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. Потоа ситно ја сечкаме и главицата кромит. Во тава за пржење на оган ставаме 100 мл бело вино и 100 мл вода. Потоа додаваме 2 лажици зачин, босилок и 1 лажица црвен пипер.
Во меѓувреме испржените парчиња месо ги вадиме од тавата за пржење и ги редиме во тава за печење. Во тавата ја додаваме мрснотијата во која се пржеше месото. Потоа ги додаваме сечканиот кромит, сечканиот компир, морковот, лукот и претходно сварениот и исцеден грав. Го додаваме и конзервираниот домат. Преливаме и со преливот од бело вино. На крај во тавата налеваме и околу половина литар вода и посолуваме. Тавата ја затвораме со алуминиумска фолија. Тавата ја ставаме во редна. Печеме околу 2 часа на температура од 180 степени. По 2 часа ја вадиме тавата од редна. Од едната страна на чинијата за сервирање скалесто ги редиме парчињата јагнешко месо, а од другата страна мешаниот зеленчук. Месото го преливаме со сосот во кој се подготвуваше. Укресуваме со грамчиња нане врз мешаниот зеленчук. Потребно време за подготовка на ова јадење е 2 часа и 40 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно-рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рипизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Месото исечете го на парчиња, зачинете и спржете ги, наредете ги во тава за печење, прелите ги со мрснотијата. Додадете ги парчињата кромит, компири, моркови и лук и зрната грав. Потоа додадете сварен прелив од вино, вода, црвен пипер, мешан зачин и босилек. Налеете вода, испечете под фолија, сервирете и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите смоква торта. Започнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Ги додаваме прашокот за печиво, оревите и брашното. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпанот го истураме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџерен оган го ставаме шеќерот. Мешаме со лажица. Откако шеќерот ќе се карамелизира, во тенџерето налеваме 350 мл млеко. Преостанатото млеко го додаваме во садот со густинот. Мешаме со жица за матење. Размешаниот густин го додаваме во тенџерето со растопениот карамел. Мешаме со лажица. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Во сад за матење со миксер го матиме маргаринот додека стане пенест. Во садот за матење го додаваме изладениот крем. Матиме со миксер додека филот се соедини. Смоквите од сладко ги сечкаме на парчиња. Ги додаваме во филот. Промешуваме со лажица.
Испечениот пандишпан го сечеме на 3 ленти по широчина. Првата лента ја ставаме на долниот дел од правоаголна кутија за торта. Ја премачкуваме со фил. Врз филот ја ставаме втората лента. Ја филуваме. Потоа ја ставаме и третата лента пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со фил. Врз горната површина на тортата наросуваме мелени ореви. Декорираме со смокви засечени во форма на цвет и врз секоја смоква ставаме по една зашеќерена цреша. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Јајцата изматете ги со шеќерот, додадете ги преостанатите состојки и испечете пандишпан. Од карамелизираниот шеќер, млекото и размешаниот густин сварете крем, изладете го. Соединете го со изматениот маргарин и во филот мешајте ги исечканите смокви од сладко. Пандишпанот исечете го на 3 ленти. 2 ленти филувајте, ставете ги една врз друга. Прекрите со третата и филувајте ја тортата. Наросете со мелени ореви и декорирајте. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Веќе е во продажба.
се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење велшка јагнешка чорба, како главно јадење крап на подгорички начин, за десерт ванила тортици.